Скоро 2 месеци низ улиците на над 40 локации ширум државата, граѓаните во организација на иницијативата за заедничка Македонија секојдневно ги повторуваат пораките за отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарниот карактер на Македонија. Битолчани на вчерашниот мирен собир повторно кажаа не за двојазична Република Македонија и дебати кои се вовед во промена на знамето, химната и грбот на државата. Од граѓанската иницијатива се децидни дека нема да дозволат туѓа платформа да биде усвоена во Македонското собрание и дека народот мора да остане буден. Бараат организирање на нови избори на кои народот дефинитивно ќе каже не на платформи формирани во други држави под закрила на премиери на туги земји. Сите овие луѓе овде собрани во граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Битола ја поддржуваме одлуката на председател Ѓорги Иванов да се отфрли тиранската спогодба и да престане ова криза, политичка криза која што владее во Македонија. Повеќе кризи имаме преживувано, доживувано и ние како пензионери, меѓутоа редно е народот македонски да се обедини, да се сплоти во овие тешки моменти за да може да излеземе од ова криза. Политичките кризи се решават само преку обединување и само преку избори со избрани пратеници, народни избраници кои што разумно ќе водат државата во просперитет и во иднина. Треба да го одбраниме уставот и да не дозволиме избор на председател на собрание кој под перница ја чува тиранската платформа, велат од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие бараат од партиите, а посебно од ВМРО, ДПМН и СДСМ, да не допуштаат да се гласа во собранието законот за двојазична Македонија, затоа што тоа, според граѓанската иницијатива, ќе биде вовед во редефинирање на Македонија.